Во неделата што измина се лансираше ракета во Кейп Канаверал на Флорида. Приватната компанија за вселенски летови SpaceX ги здружи силите со НАСА за да го лансира на новиот сателит за наблюдување на Земјата. На врвот на ракетата Falcon 9 се поставени планктон, аеросол и клауд сателити на океанскиот систем или скратено наречени PACE. Од вселената НАСА вели дека PACE ќе го проучува микроскопскиот живот во водата и микроскопските честички во воздухот. Тоа значи дека научниците ќе можат да ги проучуваат ефектите од климатските промени врз фитопланктонот, малите организми за кои научниците велат дека произведуваат околу 50% од кислородот што го дишиме. Во извештајот на Space Flight Now е наведено дека лансирањето на PACE ја означува првата мисија на американската влада насочена кон половите на Земјата по неуспешното лансирање во 1960-тите години. Исто така, претходната недела рускиот космонаут влезе во историјата по соборувањето светски рекорд за најмногу кумулативно време поминато во Вселената. За време на пишувањето на овој извештај, 59-годишникот поминал повеќе од 878 дена и 12 часа во Вселената, соборувајќи го претходниот рекорд. Тој од 2008 година досега имал 5 патувања до меѓународната вселенска станица. Неговото сегашно патување започна во септември минатата година, иако се оди според планот. Кононенко ќе стане првиот човек што ќе акумулира 1000 дена во Вселената до крајот на мисијата. Конечно, за нас, останатите кои сме на Земјата, предстојното уживање за гледачите на небото во Северна Америка, целосно затемнување на Сонцето, ќе се случи на 8 април. Интересно е што никаде на друго место во нашиот сончев систем, зашто знаеме, нема месечина со соодветна големина за да ја блокира точната површина на Сонцето. Самото тоа е многу уникатно. Земјата е посебна. За време на затемнувањето, околу 44 милиони луѓе од Мексико до Њуфаундленд можат да ја видат месечината како совршено се усогласува меѓу Земјата и Сонцето, претворајќи го денот во ноќ речиси 4,5 минути. Ќе ви требаат оние специјални очила за да го заштитите вашиот вид. Ако месечината би била малку поблиску, настанот би можел да трае 7,5 минути. Но лошата вест за повеќето од нас кои живеат во денешницата е дека тоа нема да се случи до 2150 година.